Христо Ѓорѓевски Рики е големо име со 21 година стаж во КК Работнички, од што 13 како одличен кошаркар и 8 како успешен советник. Христо Ѓорѓевски во јавноста е почесто ословен како Ѓорчевски, а прекорот му е Рики. Тој и Митко Луковски беа едни од најдобрите дефанзивци во Југославија. Одличен и борбен во одбрана, често меѓу најдобрите стрелци во Работнички. Од 1963 стандарден во првата петорка. Доби пофалби и од Звонимир Петричевиќ, првиот од Југославија кој заигра во НБА. Во 64-та со Работнички првпат изборија пласма во првата лига. Кај славниот Жаравица, Христо беше на подготовките на репрезентацијата до 21 година на Југославија за Евробаскет. Настапи за Б репрезентацијата на СФРЈ на Балканијата во Скопје. 10 прволигашки сезони, полуфинале во Купот Радивој Корак, финале во Јукупот. Два пати избран меѓу 10 најдобри спортисти на годината во Македонија. 3 години играч и тренер во врвниот второлигаш Спартак, избран меѓу 10 најдобри во светски силната конкуренција спортисти на градот Суботица. Со него како советник, Работнички беше финалист и полуфиналист во Јукупот, а младите категории завршуваа на подиумите. Дел од стручниот штаб на младата репрезентација на Македонија во 80-тите. Директор на кадетската репрезентација, четврта на Евробаскет од 95-та. И син му Никола играше за Работнички. Настапи за Македонија на Европското првенство до 22 години. Како успеавте долго време да бидете еден од најдобрите одбрамени кошаркари, воедно еден од најефикасните во тимот? Пред се морам победно да кажам дека случајно станав кошаркар, а бев свестен спортист. Веројатно, тоа многу ми помогна околу сите оние работи за краток период, доста негативни особини што ги имам да ги отстранам и практично, пошто сега интервју правам доста покасно, дека сум бил малку пред у размислувањето во играта на кошарката пред судиите и дури и пред тренерите. Тоа се потврдува што бев клубски играч поради многу причини. Самата петорка кога почнавме да играме беа шутери и првата година изванреден Књазев, организатор на игра, во која нема услови да бидат било што, некоја техника да работа. Се усмери да играње под кош, помагање, блокови, такви работи. Важевте за специјалист во играта во одбраната, но и одличен стрелец. Против голем дел од најдобрите југословенски кошаркари, вие бевте поуспешни во играта 1 на 1, кога играа против вас, даваа двојно помалку кошеви од вообичаеното. Па да, во главном бев задолжен да чувам најдобрите играчи и стрелци од екипите, за да им намалам нивниот просек. Ако испомнем од редот на Дамир Шолман, Петар Сканси, Трајко Рајковиќ, Колраќ у прво време, Дражен Дарипагиќ исто, таа генерација, предноста беше што кај мене, покрај физичката спрема, ја бев цела година спремен физички, без разлика дали сум тренирал или не. Играјќи и други спортови умеѓувремено и у летниот период. Исто така, мојата висина и подвижност ми овозможи да искочим на крај со нив, а пред се желбата, борбата за простор, кој одлучува. И знаев дека добра одбрана е услов за добар напад. Работнички беше ставелен прволигаш, равноправен со најдобрите. Што му недосташуваше на Работнички да се бори за шампионската титула? Едно време беше и прво сезоната кога вас ве зема во војска. Да. Првите години стварно беа доста тешки во секој поглед и на тактички план, и на физичка спрема, на организација на клуб и се. Али после 4-5 години Работнички стана партнер кој губеше од екипите од по 50, по 40 разлика, почна да ги добива. Што недостасуваше да Работнички се бори за шампионската титула? Вие на времето игравте и први пресинг во Југославија. Значи, екипата од негде 69-та
70 до 71 го дојде својот максимум према Конституцијата што имаш. Таму ни падаше висок центар и добар центар за да се бориме за титула. Например, 71 година е доказ дека првите 5 кола ние бевме без пораз. Тоа беше времето кога ја заминав војска, а после и мене по една година и Боцевски. У тоа време ударната сила во напад, а и одбрана, бевме ние двајца, вклучувај го, надополнувај го и Благоја Георгиевс, кој се уклучи баш у тој временски период. Значи, Кој ви беше и кум? да, он практично ми беше навержавање кум, се дружевме, се почитувавме доста и го обожававме практично. Може да ни кажете како успеавте, чувајќи го најдобриот европски кошаркар Радивој Корак, да не му дозволите 10 минути да ја прими топката? Па види, ОКК Белград имаше само две варијанти. Мене не требаше тренер да ми кажува што треба да направам, пошто главно оружје на еден одбранен играч покрај своите способности физички, умствени и да знае позитивните и негативните страни на нападачето. Корач и од гледање и од меѓусобно чување еден со друг, знаевме дека десна страна кога удира топката, кога влегува. Он добиваш секојаш топка од Еркич, тој е пирочанец, кој беше бек, плеймейкер, и топката го круеше, он на Корач даше, кога ќе оперете една страна, Корач да стане еден на еден. Еден на еден не постоеше човек да може да чува. Затоа ја покушавам да не прими топка. Иако стана и викам да не држат десно да дојде да попомогат. И што се случува, значи? Да, ако успе да прими топка, ја го фаулирам. И фаул ги правам до трети пенал. После више се чува. Често пати дискутирав со судии околу тоа. Се расправавте? И јас сум, и мисля дека јас се расправам, дека не сум културен у тој поглед, али кај мене, ја мислам дека претходно реков бе понапред од нив. Ја секогаш никогаш не нападачот не го сечу, него се враќам назад и се поставува. Еден играч кој ќе појде еден-два корака и ако се вратам назад, он нема што да прави. Или нестабилно ќе шутне, или ќе се удри мене. Дојде време, кога помине 2-3 години, дојде време веќе тоа што им зборував на судите и што се расправа, Биснел, тренер на Франција, и еден од со Аца Николич, што победа модерна кошарка со варијанти играње, рече дека треба да се суди фаул напад. И доста мене ми солесни, долго години многу играчи правеле фаули напад, благодарение на моето поставување. Тоа не се учи тоа. Тоа мора да има играчот ос. За тоа. Да го споменеме со играчот на покојниот Корак од репрезентацијата и од ОКК Белград, Трајковиќ, кој на надпревар во Скопје, иако вие го држевте со едната рака, он со другата успеа да заби. Да, Трајко Раковиќ во тоа беше првите години од нашето учество во лига, во првата сојузна лига, и практично беше репрезентативец. Висок 207, со долги раце, нозе 54 стапала и така. Да во игралиштето уште беше отворен. Теренот немаше сала. По
5-7 минути играње, Трајко Рајковиќ не можеше да прими топка. Пошто човек на човек ми ја доделија да чувам. Корот беше од десна страна, ја од десна страна у одбрана. И не бе со Корач. И остававме Корот да си дава кошој, него другите играчи да им ги смалиме просекот. Зашто Корач кој да очуваш у тоа време, он си даваш. Ако не да 50, ќе да 40 или 30. А други беше од оваа 20, да му смалиш 10, на другиот од 12-6. Можеш да направиш и така почнавме и дури да ги добиваме по 2-3 години. Значи, што се случи? Јас на тајмот кога Бора Станковиќ виде дека не може да прави варијантата Трајко Рајковиќ, секојаш Трајко Рајковиќ центрите сака на нив можеш да им направиш пенал. И он сака со пенали да направи побргу, да избрка добри играчи, одбранени и да може да шутира после секој фаул пенал да се шутира. Ја на тајмот застанав кај Бора Станковиќ беше тренер и слушав разговорот кој го прашуваше Трајко Рајковиќ, му викаше ко те чува. Трајко, кажи ми ко те чува. Он вика, па одакle да знам. Не ги знам како се. Абе, кој број? Он вика 12-ца. 12. Сад, Сија Николиќ играше десно крило, лево крило, значи у напад. Овој центар и мој кад Сија, кад добиеш лопта, му каже за варијанта, а Трајко од тебе очем, лопта у кош. Не ми интересува дали е 12-та, 13-та, 15-та, сви не буду. Око тебе, кош. У кош. И они по една блокада моја, Трајко Рајковиќ прими топка и ја немам друго решение сега. Метар и пол од кош, пред да се дигне, ја прими од Сија Николиќ и ја го фаќам со двете раце за едната рака. Он ја взе топката со една рака, ме дигна мене од земја, кој рипна ме дигна и мене. И оди топката. И топката се врати назад. Обршот и неколку секунди судите не знае дали е кош или не е кош. После се свете дека низ мрежа легла топката и надал кош. Спомнавте дресо број 12. Вие го носевте тој број, но на еден надпревар зошто го облековте дресот со број 13? Па еден или два надпревара имам и слики од тоа. 13-ка степ, зашто кога требаше противник да добие утакмици, да добие важна утакмица. Звезда, Партизан, Задар. Значи, добро беше ја да не видам у игра. Ја ценев тоа, зашто пеналите што ми истудем не беа пенали. Значи, за слободни фрлања или за тоа не беа пенали. И се навикна на 12 за 12 и ја го смени да се на 13. И се деси да покаже еднаш. Се не се сеќам дали Облак или Облак и кој беше со него тренер. Покажа 12-ца и поп 13-ца. Значи навика и беше више готово. Зашто тоа време бев по оценка на многу и тренери играчи, пократко речено, столбот работнички. Значи, што значи столб? Им правят блокови на бековите, зашто бековите имаа ниски шутови, правят блокови на боцески, ослободував страни, трчав како да нека варијанта се поставува и давав доста кошови, собирав многу отпадоци и едно време и од новинари, од ова, они разговараа со доста тренери и со играчи и практично рекал меѓу најдобрите одбранбени играчи е вика, не е корисно е овој играч да отегне. Може ли да спомним уште една анекдота кога газевте по патиката за да не може да скокне противничкиот кошаркар центарот Петричевик, 215 Тоа беше зимски турнир во Куманово
зимскиот турнир у Куманово и Петричи 2015 висок, а уште беа за Партизан, Задар. Прв пат Ќосич беше појавен, 16 години имаше тогаш, али со Петричевиќ, тоа Лазо, да ти кажам поправо, викам Лазо, како ќе скачиме на крајот? Вика, ќе одзгазнеш за нога. И ја два пати мислам дека ќе ми направи проблем, ќе ми удри или ќе ме гурне. Он само ми се насме. Го чував испет, поста и доста добро поминав. И после утакмица имаше изјава. Теја имам неговата слика, кажа даде изјава дека пријатно сум изненаден од играта на скопјаните, вика. И вика, сигурно нема лесно да се предат во Сојузна лига, во новото првенство. И за мене кажа дека ќе бидам многу перспективен и извареден играч. Доста пободи. Дури и на искачање ми рече, продолжи само тако, биќеш добар играч. Да. Да споменеме дека вие бевте младински репрезентативец на Југославија во времето кога селектор беше Ранко Жеравица, кој подоцна стана светски првак, а Петричевиќ пак беше првиот кошаркар кој од Југославија премина во НБА лигата. Да се вратиме на Лечик, кој беше тренер. Какви беа неговите методи на работа? Лазо, можам да кажам, најповолни работи. Со еден збор, он не беше тренер како останати тренери. Ако го кажем зборот мангуп, може грубо звучи, али неговата тактика поминуваше и даваше резултати. Присутни се многу работи што ги направил, значи цела книга може да се пишува за него. Само два примера ќе кажам, па може се долу. Играме со Локомотива у Сајмиште и на полувреме водат Локомотива води. У тоа време Плеќаш, Омашич, тај генерација, Кнего не беше, Давор Рукавина, така. И на полувреме немаше слачоница, него со картони беше прегледана. Слачониците една до друга. И Лазо почна псуе да вика и дојде до тепачка, мудри шамар на Радосавлевиќ. Му вика, пале там, тоа, ќе идеш кошарка. И вие сите, а тие параваните беа 180, ја сите 2 метра гледал што се случува. Локомотива. Вика, виж, што ќе биде друго полувреме. И друго полувреме ги добивме пола кош. И Лазо направи инцидент наверен и Лазо му исто кум на Радосавлевиќ. Значи, али му лепна шамар. Али пошто не може горе, му река седни, кој му седна, му лепна шамар. А Радосавлевиќ мало и он е темперамент за тие работи, стана да со него да се разбере. И ние влековме да и двои. И друго време, значи, ние пола кош ги добивме и некој картон, а јас со Омашич идевме заедно. И вака мене лесонитно ми помина, а Омашич гудри овде, го раскрвави. И ја поништев утакмицата, се преигра у Гостивар. У Гостивар исто една разлика, ги победивме у Гостивар, немаше шанса они да добијат. Дали може да се подсетиме на моментот кога големо водство, противникот го стигна во Скопје, а вие изнервиран на крај удривте со глава во даски до џидот? А тоа е утакмицата со Олимпија. Тоа е исто може да се смета за прекретница во играта на работнички. Претходно игравме во Сплит и сите бевме со грип и со марамчина на устата.
пошто бевме грипозни, не ни одложи утакмицата, игравме, значи прва петорка, прво полувреме у Чаир, пошто бевме казнети, друга сала нема, у Чаир, за физкултура што беше. И тамо прво полувреме беше 50-25 за нас. Значи 25 раза Олимпија со Дрмасте, со Данево, многу јака. Меѓу првите 3 екипи у тоа време. И 50-25 на крај заврши 75-75. Данево изедначи задната секунда. Кога изедначи, ја отиднав да се кажам по оние за на зидот за физкултура качување и со главата почнав да удирам. И дојде еден милиционер, ја извади капата и ми ја стави капата горе, се качи малку јон, ја стави да удирам у капата, не удирам у дрвото. Да. И тогаш, друго време, првот влезе Благој Георгиевски. И даде 12 коша. Не знам дали са 12, дали 14, дали 10, али ја одлучи такмицата и 5-6 разлика и добив. И од тогаш Благој Георгиевски стекна поверењето од Леч. Иначе него го баргавме 2 години, дојдеше го баргавме, Леч вика, ко тебе ја имам цела Македонија ко тебе. Дали може да ни кажете за пресингот? Работнички стана прв тим во Југославија кој играше пресинг. Добивавте мечи во кои губевте по 20 поени, а на крај победувавте со 15-20 разлика. Па на припреми у Хрватском спортскиот центар Бадија, во тоа време имаше Кошаркашки сојуз на Југославија, донесе тренер од Америка, коледж тренер, со војанско потекло, Алекс. Тој дојде со жена му, со ќерка му, кол гостин таму, Бадија, а Бадија е спортски центар, тоа е островце, близу Корчула, и таму имamo манастир, само кај луѓе. И они храни, они прават. И друго е резерват на елени и на диви животни. И тамо, после 2 тренинга со него, ни вика, јас сум тренер у коледж, кај што висината е од 188 до 196. И сум 55 од 300 коледж, вика. Секогаш не можем ни горе ни доле. Сите играчи играат све, вика. И едино, вика, со таа висина играм пресинг. Најчесто, вика. Не цело време. Полу време кој треба да се резултатот да се прекажи, пресинг, вика, пеколен. И имам петорка, вика, специјално. И он почна животник, пошто не гледаше 2-3 дена, гледа, вика, овој лисица, овој волк, почна да каже овој лав. Таква убога се. И вика, едини начин, вика, резултат да направите, вие добра физичка спрема, вика, брзина, вика, контранапади и пресинг, вика, низ цел терен. Тотален пресинг. Ама, не рече никој за цел. Лазот си е здраво за готово и кој почна по 3 пати дневно тренинзи и вика, пресинг ми е чигаме не полувреме, цело време. И така и Борат Чачак го добивте у Скопје. Борат Чачак дојде една утакмица, ние почнаме пресингот, а Чачак е посебна школа како што Задар. Тие две школи се против нив нема тактика. Кај нив нема тактика, нема шаблони, нема. Се знава, они наопако фрлаат контри, навикнати се еден на друг, кај нив нема шта тактика. И прво полувреме 18 разлика. Ние пресек, вамо тие контра, Копривица, Мишовиќ, Древник, ќе шутне од центар, ќе помени не промашува, 18 разлика. Ама, друго полувреме продолжуваме пресинг пак. Да све нешто не. Ќе дојде нашите минути, викало се. И ствар, овие не може да трчат да го полувремиш.
промерени и они немаат 12 играчи, секој имаше 6-8 играчи. Другите четворица више ко резерва. Али вие бевте одлично физички подковани и подготвени. Па вие три пати дневно. Колку кила губевте на тренинг? Па различно една година не водеше сметка Лазар Лечич од 2,5 до 4,5. Ја лично најмногу трошев и за тоа да надокнадиш ти треба 9 литра. Секој ден, 2 пати дневно, да изгубиш по 4 до 4,5 кила и да испееш 20 литра течност, а у течност што доаѓа? Прво вода, на чешман, вода. Доаѓаш у стан, сок, 1 литар сок, пак вода. Абе, ти се пие многу. Пиво, ајде пиво. Млеко имало, млеко. У стомакот што не си стало. Се сеќам дека и покрај сето тоа, најлошото што сум правил за организам, сол, едно чаша сол, едно лажиче и со вода пиев сол. Тоа после лекарите ми рекоа, немој да си правил таква работа, ама преку зној сол се губи многу и со сок не можеш да надокнадиш. Сега НБА лига се повише се зна, ама они примаат други работи сега, витамински што да надокнади. За мене друго важно да ви кажам. Ја од дома ми рекоа кога си испотен 2 сата да напиеш вода. Ја не сум пиел вода и утакмица. Ја друго полувреме, пошто многу сум истрошил. И сум, а не сум се напил вода. Мене ушите ми беа затворени. Не слушавте ништо. Не слушав. Дури ни судија, ни Лазар што збору, ни публика не бие на мене. И најдобра концентрација имав тогаш. Помина долго време, видов дека за таква работа мало консултација треба да се направи со спортски лекари, спортска медицина, баш сега веќе не ми доаѓа книга прваш кој издаде. У физкултура беше и професор после. Лекар, спортска медицина, издаде книга, почнам да читам што треба да направиш. Се едуциравте, да. Да. Дали може да не кажете дали тренерот Лечич ве контролираше навечер, дали сте дома и дали некојаш ве фатил евентуално излезење да не знае тој? Па, види, ние по 6 сата бевме 6-7 сата на терен. А кога бевме надвор на терен, ја или на факултет, или на ручек, едно време кој бевме популарни, не смееме у кафана да влеземе. Но секој часто и дадеја погодово девормалци. Не тоа остават. И викаме, имам по 3 сата терен, кај ќе јадем, кај ќе пием, викам, немаш. Нема, наш, по една месец секирај, ние со Лазо ако треба, аме, така. Па не преплатија у исхрана и колку сакаш дадеш там у исхрана. Управо го задава директорот на исхрана. И тој ни даде боној, колку сакаш дадеш. Едно време дори Гранд Хотел, ручек еден, тоа беше доста популарни бепе, као реклама беше да влезе Ѓорѓевски, Боцевски тамо. Дали ве фатил така излезени? Значи, главно контрол он навечер правеше, после тренинг искочавме и отидовме до кермес со девојките закажано таму. И таму не начекале таму, пошто сегде пушташе и шпион. И дојде таму, ние то нарочени ќебапчиња и отеднаш дојде Лечич, почна да псуе, да вика, ова, ама посетителите што беа му се пуштија да не го одбране пеќе го истапа. Не јачки заработички. Може ли да не кажете кога се го частеле судијата на полувреме во Белград, имавте 4 лични играчи? Да, па. Тоа беше Белград една утакмица, ја имав еден улаз под кошот, позади кош давав кошови.
тоа сум го вежбал многу пати и он ми досади корици, ја дав кош. И на полувреме, друго полувреме, на влезот у кафе барот, на барменот му реков допри конјат за Јакшич од број 12, Ѓорѓевски. И пред да се подбацува топката, Јакшич ми рече, Ѓорѓевски, hoćeš да ме купиш за дуплим конјаком? Нема тоа. И не почна утакмицава, ја не бев ни таму, он ми суди. Фаул ми суди. Викам, шо, овој ќе ми избрка. После, му реков дека ти ми судиш нешто што ми е моја специјалност, а гледај колку женски седат на трибини, гледа. Си ме попусташ у животот. И он, што ми досуди до тоа, беше да ми докаже дека не можам да го купам, ама почитуваше тоа и не ми досуди долго време и кога ќе направи кораци. До крај на кариера не ми свирна и не ми поништи таков кош. А ја такви кошери дав по 6 до 8. На крај две прашања во врска со работнички. Дали ги следите надпреварите во живо во сала и каква е вашата порака по повод големиот јубилеј 80 години постоење? Па долго време не присуствувам. Порано бев и презапатен и службен, бев по терени доста, низ цела Македонија, така ми е струката. Значи, не може би, покружа веднаш да дојдем, беше таква гужва, не може да влезам и видам дека организационно тој поглед работнички не секаше, немаше доволно култура и сенс, што вика, да се почитува оно што било пред тоа и какви жртви имаме дадено за да дојдеме до едно ниво, да бидеме меѓу 5 најдобри во Југославија, која беше светски првак и која лига беше најака во Европа. Каква е вашата порака за јубилеот? Дали очекувате работнички да се врати на старите успешни патики? Па лично желба моја е голема, не сме да се уништи, ја би го нарекол брендот работнички. Мора да се смогнат сили од тој поглед. Голема помош од нас старите нема да има, али задоволство ни е да сме присутни некош на некоја утакмица. И за крај, најубавиот момент во вашата кариера, повраќањето од Спартак Суботица, каде бевте играч и тренер, 75-76 заигравте во финалето на Купот на Југославија, како и во полуфиналето на Купот на победници на куповите, тогаш Радивој Корач, кај што бевте равноправни со двата финалисти и ги победивте дома. Да. Па, види, тоа беше веќе и крајот на мојата кариера. Ја во Суботица имав одлични услови, безпрекорно пречекуван и ценен, затоа има посебен дел да ви кажам, во оваа емисија не. Оценив дека времето, дека максимумот беше Цинцано утакмицата, пошто со Цинцано утакмицата ја го чував еден американец Александер, многу добар десно крило бек нешто, скоро не зауставив, али ја после првата утакмица му и знаев више и маните негови. Во вториот дел, во Ремон Шутовско би искористив. Значи од 24 он дојде 12 коша, не можеше повише да даде. Го чував човек на човекот со него, Боцас го презеде друг еден американец, исто висок што беше, така да таа утакмица е незаборна, зашто ние Цинцано со поштено судење ќе го добиевме. Иако таму изгубивме 22 или 24. И тоа осетно слабени без Георгиевски со реконвалесцент Градосадичне доволно опоравено труењето. Да, ние таму на ручекот на првата утакмица у Милано
имавме 38, а Георгиевски 40 температура. И ги игравме утакмицата со таа температура. Затоа и не победија толку, ми игравме у трансам. У храната веројатно не беше ставено нешто. И во Скопје бевме доста близко до да успееме да даме повеќе кошево, што беше разликата. Неколку спорни судски одлуки одлучија околу резултатот. И затоа не заигравте финале. Да. Ви благодариме за разговорот. И вас ви благодарам. Прво želim da čestitam pošto klubu Работнички на юбилей, malo klubova i na taj jubilej, imali su Zvezda, Partizan, Borac, Čačka prošle godine, mislim da je bio i Spartak. Ima sada klubova u ABA ligi koji se pojave, dobiju sponzor, igraju kratko, nemaju navijače. Želim Работничkom da se vrati na one staze starog uspeha.